Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме многу расположени затоа што ќе имаме убав специјалитет, затоа што ќе имаме убава гостинка, затоа што многу ќе ни пее и оваа емисија на вистина ќе ни биде весела. Подгответе се и можете и да пеете, можете и да си заиграте додека си го правите вашиот ручек. А јас да си ги поздравам нашите пријатели од ПК-Беско. Ајде да ги поздравиме ПК-Беско и да погледнеме дел од нивните производи, а доколку вие, драги мои, сакате да одберете вистински квалитет, одберете си ПК-Беско. Ете, поздрав до нашите пријатели од ПК-Беско, на кои што им посакуваме многу берикет. И знам дека сте нетрпеливи кој ќе биде мојот гостин за денеска. Морам да кажам дека тоа е една наша прекрасна дама од македонската естрада. Секогаш изгледа убаво, прекрасно, насмеана, распеана. И едва чекаат да ја видат повеќе машкиот пол, затоа што е како риба мрена. Нашата Елена Велевска. Добре ми дојде. Добре ве најдов, добар ден. Добре ми дојде. Многу ми е драго. Прекрасно ме представивте. На ти обраќај ми се, затоа што сме си ние блиски. Ви благодарам. Драго ми е што ќе си готвиме малку, ќе си пееме овој ден, ќе ги поздравиме сите кои што со нетрпение очекуваат да бидам дел од оваа емисија и така да еден специјален рецепт за денес. И само прашуваат, беше ли Елена Велевска? Викам, да, ни беше во втората сезона, но пак ќе ни дојде и во третата. И многу ми е мило, повели од оваа страна, јас ќе ти бидам асистент. Добро. Рековме, оришчето го поставивме за да се вари, бидејќи ни е потребно во овој твој специјалитет. Да, денеска како специјалитет избравме пилешко во теријаки сос. Так. Да преведаме поедноставно во соја сос. Тоа е. Ќе го направиме прво, веќе го поставив јас оризот да се вари, бидејќи ни треба време. Не време. додадовме ниту масло, ниту сол, ништо, само со вода. Само Сакавме само чисто да биде сварен. И потоа ќе си го исцедиме. Во меѓувреме ќе го подготвуваме пилешкото. Ќе ви објаснам како сето тоа се прави. Мене ми се допаѓа овој рецепт, искрено кога го вкусив прв пат, а и секогаш сакам некои необични рецепти. На крај, кога ќе ручаме си, да ќе треба вие да кажете дали ќе го сакаме. Елена, знам дека гледачите сакаат да те слушаат и кога зборуваш, но повеќе сакаат да те слушаат кога пееш, па затоа од режијата ќе барам веднаш песна, а ти можеш да си почнеш со сецкањето. Добро. Ета така. Ајде, одиме со песна. Елена ќе работи и ќе пее, а јас тука ќе внимавам. Треба ли во тавчето масло да ставам? Секако. Добро. Ајде прво ќе започнеме од Зоро моја румена, душа заљубена. Зоро моја румена, птица сум изгубена. Љуби, љуби, залюби, срце да ги разбуди, твоите тајни убави. Љуби, љуби, залюби, душа ќе се отвори, срце ќе ти одговори.
разбуди твоите тајни убави. Љуби, љуби, заљуби, душа ке се отвори, срце ке ти одговори. Срце ке ти одговори. Срце ке ти одговори. Ете така, Зоро моја румена. Најубаво е кога си готвам со песна. Со песна, па... Децата уживаат во моите специјалитети и ги учам воедно како кои намирници се треба да бидат вклучени во специјалитетот, а воедно и својот талент да си го вежбаат. Точно. Така да две воедно. Сакаат ли домашно готвено секако повеќе, отколку оние брза храна? Кој не сака? Ако некој каже дека не сака домашно готвено, само поново во време некако сите не наведува да сме на фаст фуд. Иако јас преферирам готвена храна како за мене, така и за моите најблиски. Интересен е фактот што јас кога готвам, не готвам во големи количини, туку готвам малку, но превкусно. И мојата сестра често знае кога ќе се споредуваме во готвењето да ми искоментира: ти ќе сготвиш, само двајца има да јадат. Сите ќе гледаме од твоите превкусни јадења. Така бе, другите ќе абсорбираме мирис. Другите ќе гледаме. А таа, за разлика од мене, готви во големи количини, бидејќи знаеме ние фамилиарно многу да се собираме во голем број. Голема ни е фамилијата во Прилеп. А јас покрај децата се навикнав помалку, бидејќи така сме на режим на здрава храна, на тоа да се внимаваме на линијата. И на модата. И на модата, да, и сите треба да сме слим. Да, така да... Па не, кога имаш тинејџери дома, се знае дека мора да се внимава. Мора да сме во тренд и ние. Првото заљубување, па сето ова да биде онака како што треба. Сакам да те запрашам, бидејќи снимаше нова песна. Рече Драгче, многу ми се допаѓа. Многу е убава новата песна и би сакала, ете, иако е готова, но за денеска ние не ја подготвивме во студио. Затоа што јас технички не бе подготвена. Да, но во рете, јас секако ќе ве разберам за тоа што не ја подготвивме. И би сакала еве да отпеам едно рефренче или дел од песната. Ајде. На сите му се допаѓа. Им влезе во убави. Да, многу е лесна и едноставна, некако идејата ја направивме со маестро Гоце Костовски пејак, да ја подготвивме во мој стил да биде и најмногу работевме јас, Гоце и Липче Василев на текстот. Добро. Така сега тоа си го пропржуваме. Добро. Во меѓувреме ќе го спремам зеленчукот. Да, и ќе ни го отпееш нешто. Јас оризот ќе го искучам веќе, готов е. Вака оди референот. Мој си за секогаш, моје си вино, моја страст. Со тебе јас сум кралица на среќата. Мој си за секогаш, моје си вино, моја страст. Со тебе јас сум кралица на среќата. Браво, кралица така на среќата. Треба да ми се насмевне среќата. Така да бидеш вистинска кралица на среќата, така не. Не, во животот треба секогаш да гледаме позитивно. Така и само ако гледаме така на работите, ќе ни се насмевне и среќата и ќе биде какви луѓе ќе бидеме, така и ќе ни но и се враќа. Па тоа е енергијата, треба да се така ќе ни се враќа во животот, значи да немаме лоши мисли кон никого. И сето тоа ќе доведи до среќа. До среќа, која што е најпосакуваното, среќа и здравје, нели? Сите велиме да сме живи, здрави и среќни. А кога сме среќни, подразбири имаме се. Така нели? Да, ако сме среќни, ќе зрачиме позитивно. Јас викам и ако сме сакани. Значи многу е битно да сме миленици кај луѓето, да не обожуваат. А јас тоа го правам со години како на приватен план, да кажам, чисто од срце, без глумење, без нешто додавање. Така и на професионален план музички, бидејќи секогаш знам од приватноста да извадам дефиниција каква песна треба да се создаде и како тоа позитивно ќе влијае врз и да допре до луѓето, и да допре до публиката. Така. Бидејќи
едно е кога пееш за женскиот род, а друго е кога треба да не ги навредиш па и посилниот пол. Така. Да не биде што ќе Да, бара да. жена сама во меана. Да. Значи добро, да ги опфатиме. Сега зеленчукот ќе го насечкам така по моја желба. Значи може секако да биде насечкан, како што ќе го насечкаме така ќе се пропржи. Добро. Го повлеков ова. Сега тука ќе ја зголемиме температурата, внимавав за да не ти биде. Ајде треба песна ние начинја. си бараме, песна. Песна ќе си бараме. Може во овој зашто- сат јас да го ставам. Можеш, и сечкањето од зеленчук. Да. Така. Светите браќа Солунски, Кирил и Методија, Солун крај белото море, свето писмо создадоа. Климент и Наум Охридски, народот свој го просветија, во Охрид крај води езерски, во прво школо македонско. Храбро само и лоба, робски пранги ти си кинела. Македонијо, мајко страдалнице, со векови крви е газена. Со мудроста на Климента, со храбро само и лоба, робски пранги ти си кинела. Самуил цар македонски, тебе те обедини, најсилно царство на Балканот беше земјо македонска. Низ векови чемер бигорни, душман по душман те газеше, и јунак до јунак ти раѓаше, Гоце Ченто Андоно. Храбро само и лоба, робски пранги ти си кинела. Македонијо, мајко страдалнице, со векови крви е газена. Со мудроста на Климента, со храбро само и лоба, робски пранги ти си кинела. Елена, морам да ти кажам, оваа песна со многу љубов, со многу енергија ја пееш и на Многу ми е омилена оваа композиција. наликува на старите македонски изворни песни. Толку Оваа многу песна убава. барав авторските права да ми ги одобрат од текстописецот кој што се наоѓа во Мелбурн во Австралија. Така. Инаку оваа е песна која што ја
испеа Петранка Костадинова на фестивал и мене лично многу ми се допадна. Сакав да ја поживееме пак повторно песната. Убаво. И за да заживее мора да се врати нештото. А кога е за обновување, јас секогаш тука ми е Дејан Момировски кој што ми е долгогодишен соработник, продуцент, со кој взаемно се договараме што е паметно да се направи и секогаш песната да го добие она вистинско светло и да се врати во повторен сјај како што заслужува. И ми се чини дека со ова направивме полн погодок. Јас кога ја изведувам оваа композиција некако секогаш Гледаш дека ја пее целосно со тебе, но не знам дали знаеш дека Петранка ни е кума. Навистина. Нека е вечен споменот, затоа што еве дечињата се живи, внучињата исто така, кумот и кумата во небесата да знаат дека си ги сакам и оваа песна целосно со тебе ја пее. Така, така. Ете така. Зеленчукот веќе ова почна да се вцрува, можеме да го додадеме. Јас во меѓувреме ќе го досецкам. Добро. Значи како што сакате да си како што ќе ги насечите овие така ќе си се пропржат. Јас ќе ги само заборавивме Дракче, заборавивме малку да го обариме морковчето. Па малку ситно исецкај, малку ќе додадеш од морковот. Добро. Зашто не е обарен. Да. Малку. Ситно некој така. Или ренде. Каде ми замина тоа? Еве ти ренде. Малку побрзо. Ете ти со ренде, малку ќе додадеме. Убаво што ти текна со ренде. Да, со рендето. Кога сме веќе кај Австралија, бидејќи јас имам многу луѓе што ја следат нашата емисија ширум светот, помеѓу кои и Австралија, ти ми донесе грз поздрави од Вики. Ете така, значи да оваа емисија јас сум задолжена да ги донесам најтоплите поздрави од мојата драга пријателка Вики Жилеска и од Митко Жилески, која што е толку голем фан твој, дека кога ќе појдеш да ми ја изгушкаш, јас тоа го направив. Да, и затоа благодарам. И вика таа е толку пријатна и топла жена што многу едноставно кога го сакаш човек тоа се познава. Јас тоа морам да го пренесам. Благодарам од се срце еве и тебе и на Вики, на сите наши пријатели кои се во инаку, Австралија. Кога сме кај оваа емисија, поврзана со јадењето, јас морам да си ја пофалам Вики. Така. Кога не сум во можност да правам јадење и ручеци, таја си ја има превземена одговорноста да ми помогне околу тоа да не бидам ни јас гладна, ниту моите деца. Ако остане подолго во Македонија, ќе ја бараме да ни готви. Да, тие се вратени за стално тука. Ајде, па сега ќе видиме животот што ќе наложи. Инаку, викам, толку вкусно знаеш да готвиш, што викам да бев јас од посилниот пол, јас би посакала таква жена да си имам дома. Некоја која што ќе ми ги исполнува сите желби поврзани со вкусот и храната. Така. Доволно е. Доволно е, да, и јас мислам дека е доволно. Гледам дека и полесно ќе оди ренден. Бидејќи рековме не го обаривме, но не го обаривме, инаку така треба и да се исечка како тиквицата слично. Добро, но еве ќе биде пак убави бои ќе дојдат. Супер. И сега од црвената пиперка уште. Така. Ова сето кога ќе омекне ќе биде превкусно. Јас препорачувам секој да си го направи ова по дома, бидејќи е најубаво, посебно за најмилите за дечината, бидејќи се радуваат вакви бои кога се во прашање. Така. И некако секој си го одбира својот зеленчук, со вилувчето, да. Така, убаво. Вака да ме снима камерата. Така. Ете како знаеш, веднаш јас ке велев, ајде да го. Инаку мене ова ме асоцира некако како ориентално некако и лесно јадење. Така. Знаеш, сега го додаваме. Ова треба во сојата. Да. Добро. Значи една лажичка мед, не многу. Добро. Доволно е. Јас не сакам многу. Го промешуваме. Што друга лажичка ќе ти дадам? Да. Добро. Повели. А јас ќе го промешам. Ајде, може. Ќе ти помагам, затоа што ќе барам и уште една песна. Секако. За да пее и реков, ќе те викнам сега да пееш, нема многу зборење. Иако сум оратор за зборување, сите ми викаат најубаво ни ја представуваш ти естрадата, но јас повеќе сакам да пеам искрено. Така, па и треба да не веселиш. За зборување си има стручни лица.
Знаеш какво чувство имав? Мислев дека ќе продолжиш, па ти го сакам белото лице, па ти ја сакам тънката снага, па ти ги сакам медните усти в киријата. Да. Не, ова е веќе ова приказна, мене ми се допадна што ова лето, кое што помина, ми ја бараа многу на моите настапи, инака оваа песна по потекло е некаде од Кавадаречко. И јас се одлучив, бидејќи немаше убава верзија направено професионална, одлучивме да ја направиме. Ова е готово, драгче. Добро, да го исклучиме. Можам да го исклучам. Добро, исклучи го. И одлучивме да се направи верзија како што заслужува самата песна и многу ми се бара веќе на моите ангажмани. Па и некако многу убаво звучи. Да. Навистина убаво си ја отпеала. Би сакала сега... Ти вода бараше, но јас чај си поставив. Чај ќе пиеш од мајчина душичка. Не знам дали да... Можеш да го сервираш, можеш, слободно. Бидејќи вредна беше, брза беше, сето тоа видна. Ова си оди од озгора врз. Так. Само не знам со што да туриме, со ова лажица не може. Имаш кутлача, еве ти позади, можеш и со таа, можеш и со ова. Вака нешто. Која ти е полесно, со таа ќе си додадеш. Повлечи го само да се види. Така. Добро. Од озгора. Да видиме. Може и настрана тука, но вака е по-убаво. Да, и настрана ќе го ставиме другото, останатото. Другиот дел, да. Инаку, ова бидејќи е за двајца, а инаку кога е за еден член, си оди така сервиран. Како би рекла сестрата, ајде сега двајца ќе јадат. Сега за двајца ќе има да преживеат. Другите ќе гледаме. Другите ќе гледат, ќе аплаудират, ќе подготнуваат. Така. Убаво и интересно. Многу е убаво и многу е здраво. Јас пред се гледам секогаш да правам здрав оброк. А ова, бидејќи модерното време, знаете дека сите сакаме да имаме убава линија. Така, да биде сето тоа. Да. Ајде да го побараме рецептот на денот, за да видиме што се нам ни е потребно. И од озгора врз ова се ставаат индиски оревчина. Индиски ореви. Ете така. Ајде ќе го доукраси или потоа. Бараме рецептот да го видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Пилешко терияки. Така ми рече терияки. 250 грама пилешки стек, една црвена пиперка, една зелена пиперка, една теквичка, еден морков, 2 лажици мед, 50 грама индиски ореви, 50 до 100 грама ориз, 2 до 3 лажици соја сос, масло и зачини по желба. Тоа се ни беше потребно за твојот рецепт кој што ти брзински го направи. Да, нешто ориентално. Додека го работев, видов дека многу ни упи масло. Види колку зеленчукот свеж. Но тоа дава посебна ровкост, да кажам. И рече дека сакаш да омекни, да биде добро. Морковот претходно јас го обарувам малку, за да биде уште поровко, кога да не треба ни да го джвакаш. Значи, многу е превкусен е овој специјалитет и баш се мислев што да ги изненадам, како публиката, така и вас исто. И да внесеме новитет во кујната. Ајде, ќе внесеме новитет и ќе го практикуваме да го готвиме и дома. ПКБ-ско нашите пријатели ти подаруваат подарок. Благодарам, да се здрави и живи. И од сестрата ти благодарам што ни беше гостинка. Подготвивме уште една песна, но ќе си ја чуваме за следното гостување со новата песна. Ете така. Благодарам и на вас. Уживајте, бидете среќни празници и гответе здраво за да бидете уште посреќни. И посреќни. Ете, убава порака ни испрати нашата Елена Велевска. Се надевам дека ви бевме интересни, драги мои. Запеавме, направивме убав специјалитет и на крај останува да ви кажам ве сакам. Јас исто.